Еве, например, неодамна читав дека британската администрација прави ретроспектива на претходната година, која што ја објавува на крајот на секоја година и вели дека дека заштитата на личните податоци, вештачката интелигенција, опасноста од зголемена повреда на правата од интелектуална сопственост, особено на авторското право, се фактори кои што сметаат дека се ризик фактори за британската економија и на кои што треба да се работи во 2025 година. Ако британците кои што се многу понапред од нас имаат потреба да го детектираат ова и да речат ние треба да работиме како овие проблеми да ги надминеме, јас сметам дека ние требало до сега да бидеме уште понапред. Ние се уште немаме национална стратегија за интелектуална сопственост која што е изработена од пред добри неколку години, не е усвоена, не знаеме зошто. А ние секоја година добиваме извештаи и од State Department и од Европската комисија за напредокот во оваа сфера. Секоја година сме некаде тука, меѓутоа никако да отидеме напред. Зошто некој не гледа потреба да се отиде напред? Времето оди напред, не оди назад. Така што сметам дека треба да размислуваме и во таа насока.